вкуса ми се крева ако видам дека чевли ми фалат или било што. Многу малку нови лица постојат во водителството во Македонија. Скоро секој мој текст има некаква автобиографска или некоја биографска, нечија биографија. Тогаш не сум правел никаде скандал, никој не може да каже дека имам направено, дека имам било кого навредено. Ништо повеќе не ме допира, односно дира. Тоа е тоа. Сега не дека јас издигнувам себе си, дека и, не знам, ја имале принцезата на светот. Внимание ве молам. Следуваат минути посветени на најопасните случувања на балканската сцена. Напад од најексклузивни информации, бомбардирање од шпекулации, теми со различни конотации и смели и безвременски инспирации. Продолжуваме во континуитет со ист интензитет. Втора сезона Старс. Добро вечер, македонски народе. Уште една прекрасна среда, уште една емисија со прекрасни гости. А оваа вечер морам да ви кажам дека ми е огромна чест и огромно задоволство што токму нашите вечерашни гости се една од најубавите пеачки и девојки во Македонија, Елена Ристевска, заедно со ултрамодерниот и така добро стилизиран мејкап артист Даниел Николовски. Но морам тоа да го кажам и за Елена, затоа што денес изгледате совршено и официјално добре ни дојдовте во студиото на Старс. Што се намршти сега? Не, се напнеа, напротив. Се шалам. Добро ве најдовме, многу ми е драго прво што ме поканивте, а инаку за апсолутно целосниот стајлинг вечер што го гледате е виновен или задолжен мојот прекрасен Даниел. Јас со гледате како се целосно колку шминка, пофалби, фризура и некако стајлинг. Самиот почеток ми тргнува, мене со многу пофалби, пред се да се заблагодарам на прекрасната најава. За комплименти, така. Кажете ми како се чувствувате, еве вака прв пат сте во наше друштво, прв пат сте во наше опкружување. Прво и драго ми е што гледам ново лице на екраните, бидејќи многу малку нови лица постојат во водителството во Македонија и морам да те пофалам дека навистина постигнуваш гледаност, што е многу ретко кога некој се појавува или е нов на сцената водителска и да биде навистина во да добие внимание веднаш и да го препознаваат и да го знаат. Така што многу ми е драго што имате убаво шоу, прекрасно и знам дека ќе направиме убава емисија. Тоа ми беше и уште на почеток напишано, значи како ова е стар шоу, па мислам дека треба да направиме едно шоу кое што ќе остане запаметено. Не знам зошто вака некако ми се плетка јазикот. Ми кажа ти дека имаш алергија, мене почна да ми се плетка јазикот, не можам да кажам ни еден збор. Не се секирете, јас можам да зборувам и за двете, само Бога ми само верувајте не сакате. Зошто да не сакаме, Даниел, сакаме да многу зборувам. Јас така да оваа емисија ветувам дека ќе бидам. Кога веќе го почна тоа, сакам да прашам, еве вака, јас ве слушав на многу интервјуа на вистини, можам да кажам дека зборувате доволно. Кој од вас повеќе зборува? Кој преовладува? Пример, еве кога сте двајцата заедно. Мртва трка. Мртва трка е дефинитивно. Не знам. А се слушате меѓусебно? Многу сме Секогаш. комплементарни, да, обавезно, како инаку би разговарале, тоа би било тогаш монолог, нели? Да. Али всушност многу сме комплементарни, за се имаме да, јас исто или ау не, јас не е така. И се ние некако така, буквално многу сме слични за многу работи и многу ретко се наоѓа некој да е комплементарен и во работата и приватно. Тоа е многу ретко, а ние си го имаме со Дани така. Се согласувам со Елена комплетно. Рековме дека јас ќе бидам така посмирена оваа емисија. Како рековме посмирен, ти кажа дека сега си спремен да зборуваш, Ние си јас треба само поставуваме да улоги, учам. знаеш, оваа Јас емисија реков дека помалку ќе можам да ве зборам. заменам доколку имате алергија, онака со добра волја. Да, ако почнам да кашлам нели да или Так. ти да се затнеш Може или да се нешто, подпрете на мене во тој случај. Нема никаков проблем, Даниел, еве затоа ќе почнам од тебе прво па мушка. Верувам дека многу малку од гледачите знаат дека имаш брат близнак. И тука прво би те прашала, дали некогаш сте го искористиле тоа што сте толку идентични еден на друг во некоја ситуација, пример да се појави еден или друг, ама без лаги сега. Она Сега кога искрено. не би било нека фина поука за близнаците, меѓутоа да, дефинитивно. Каде Сме и го што кажи користеле ми тоа нешто, ајде. прво во школските денови. Јас имав повеќе малку талент и трпение за учење. Он малце помалце од мене беше доста похиперактивен и темпераментен. Така да јас некогаш се случуваше од прво до осмо да одговарам 2 теста наместо еден.
Така да се не ги советувам младите близнаци нели да го прават истото, меѓутоа па и зашто да не, во животот е многу важно да знаеш како да се снајдеш, ние се снаоѓавме, па и еве, денеска како дојде времето, двајцата сме супер снајдени, така да нема ништо лошо во тоа. Добро. Елена, ти да би имала близначка, како би се заменила? Во која ситуација би се заменила со неа? Сега зависи дали ќе има добар глас или не. Дали ќе биде талентирана. Само за пеење? Веројатно во тој дел кога еве, на пример, сега имам алергија, ќе улеташе со истиот стайлинг веројатно или сличен или нешто. Да. Или ќе се прескао еве сега ќе идам да се пресоблечам, па ќе улеташе таа на пример и ќе пее. Пее би заменила? Леле, многу е специфично кога се близнаци во прашање, тоа мора да кажам. Знаете како колку има и позитивни работи кога растеш, кога се градиш нели како личност и како карактер. Знае во одредени моменти многу и да пречи тоа што цело време ве поврзуваат, не ве препознаваат, нас не разликуваат. После тоа откако некако ни се одвоја патиштата мојот професионален и неговиот, јас стално велам едно, а тоа е дека како се градиш како личност и се менуваат и гестикулации, држање став. Значи некако животното искуство го имаме и на лицето и можда тоа и не смени. Различни животни искуства. Мене сте ми скроз различни. Да, И е, темперамент. Затоа што многу ги познаваш. Да, и став и така, скроз. Меѓутоа како деца различни. многу не мешаа. Дури некогаш и родителите знаеа да се Е, тоа е хит. Бевме стварно идентични и исто облечени секогаш, доколку ни облечат на едниот, не знам, плави чорапчиња, на другиот зелени, ние менувавме по една. Така да стварно бевме многу исти. Едниот со една зелена. Али тоа знае да биде и страшно нервоза додека расте, бидејќи ние сме двајца браќа, сме имало тука не само да се скараме и да ние секогаш сме разговарале после 5 минути, меѓутоа како машки деца и сме се кршеле од ќотек. Ќотек. Апсолутно. Па така се Тоа расти, било, мислам, да, како тоа било поинако. едно, како да кажам, суставен дел од секојдневието, не буквално од неделата, туку секојдневието. Меѓутоа стално е тука била сестра ми како постара нели да направи баланс, не ден денеска е тоа така. Некако она ни е конекција на тој однос да биде така здрав и истраен. Чекај, ден денес, сакаш да ми кажеш дека и ден денес се тепаш со брат ти? Апсолутно и ден денес знаеме да се направиме пузер, тоа нема врска со Е, добро, не се годините. тепате. Мене апсолутно Се да. карате, добро, Не знаеме и да се степаме и Па ден некој денес. пат така, Посебно лета. знаеш ли што е интересното? Тоа знае да биде за некој парт, он знае да ми земе Али гардероба шта? многу често, да. Гардероба јас коса ми се крева ако видам дека чевли ми фалат или било што, а он е некој што во животот апсолутно бидејќи нема никаква поврзаност со мода, меѓутоа не ни обожава да купува гардероба. Буквално не сака да си купи ништо. Па добро, И- ако имаш ти, зашто да не Не, Да, доаѓа тоа кај кажам. мене и знае каде е фијуката, каде се неотворени чорапи, гаки буквално до долна облека. И стално знае тие, знае кај стојат оние кои што ми се резерва неотворени, некористени нормално, да си земе, да си се послужи, јас се осеќам како бутик. Сега јас тука Елена би ја прашала нешто друго кое што не е поврзано со изгледот, односно сакам да ја прокоментираме малку твојата последна песна што излезе, која што има многу интересен наслов и сега нема да ја коментирам песната, но ќе те прашам што те боли тебе во моментот? Грлото. Па Заради- поискрен одговор не Па можеш да, да. па во живот поискрена не сум била. Грлото ме боли, не знам како да се закашлам, а да не ме прекинам, да не биде непријатно. Ако сакаш правиме пауза, кашле слободно, после Чекај, добро е продолжуваме. онака. Правам па се средувам некако. За А се од покрај тоа. грлото што Да, те да. боли, Е сега. вистинската причина, она што е Казната она во што те боли? песната е дека ме боли за се. Мислам, тој дел морав да го изоставам, нели, Да, да да, бидам разбирам. барем една мала нијанса културна. Бидејќи во текстот всушност ги повикувам на таа толпа на луѓе кои што во последниве години екстремно многу негативна енергија шират, коментираат се и се што и буквално им се обраќам на нив со истиот нивен речник. И сега им смета што има србизми во текстот, меѓутоа тоа е тој речник секојдневен што го користиме. Ние секојдневно користиме не само србизми, туку интернационализми, Точно. максимално во речникот користиме. Така што таа песна има таа намена, значи за тоа се работи. Као буквално ми е гајле што кој зборува, ништо повеќе не ме допира, односно дира. Тоа е тоа. Добро, а следниот проект, морам да се надоврзам веднаш на ова, слушнав дека ќе биде скршено срце. Па тука сакам да те прашам, скршено ти е срцето во моментов? Си скршила некому срце? Сите оние љубови кои што нема да проценат на време дека вредиш како човек пред се,
затоа што се даваш себе си 100% во секој однос. Значи, па така и во тие партнерските односи, нели? И буквално за сите такви едни пропаднати приказни кои што сум ги живеела јас, меѓутоа сум видела и во моето обкружување такви многу приказни. Така што за тоа е напишана песната. Сликовито во моите раце, скршеното срце, нормално тука малку има и поезија и така натака, тотално спротивна песна од Ме боли за се. Меѓутоа во истиот дух, истата енергија, заради овие алергии кои ги имам, ќе се надоврзам на претходната поинта, дека навистина не можам да влезам во студио и да доснимам песната, заради тоа стои проектот така и... Доснима ја песната побрзо заради тоа што тоа скршено срце не треба повеќе да биде скршено и треба да се биде целосно. Јас кажав за поранишните љубови, Да, јас за сегашните ништо не кажав. Чекај малку. Можда е залепено. Ама убаво си кажав. Можда се залепило. Целосно ти е срцето. Гледаш дека повторно не си ми одговорила. Па види скршено, ама чаша кога ќе ја скршиш како изгледа залепена. Ај сега замисли го. Еве само што ја залепи в круната, ето, добро значи стои, еве ама го малку ако срцето. ја чипнеш, Моето ќе се срце скрши. е вака и сега сум во фаза малце да го подобновам, знаеш, така со една Добре. побава приказна, да го обновам малце така и да се зацели полека и да биде правата круна. Ете така. Принцезата да блесне. Ти важиш за еден од најозборуваните мејкап артисти кај нас во Македонија. Не. Јас би Тука рекла ве те најдобриот прашала. стилист во Македонија. Не, покрај тоа што е најдобар, значи јас тоа воопшто, иако ме нема нашминкано, ќе дојдам. Следната емисија Следната мора емисија. јас да те нашминкам. Кажи ми, ти им даваш на луѓето материјал за да можат да се послужат и да можат малку да фантазираат и да можат да си експериментираат и да се зборуваат Може повеќе јас да или одговорам? Ќе те погодам ли? Ајде да видиме. Ајде, Да го нека одговорам одговори само прво, со Елена, да нека или не, одговори, така? па јас ќе- Ајде, нека Апсолутно да. им дава Него му е материјал. најзабавно тоа, не знам како да ви мислам Не, колку го така, јас познавам. Малку ќе си се надоврзам, пушка, ќе се значи? надоврзам со нешто друго, а тоа е едно јас имам сватено низ годините дека буквално што и да направам некако се забележува. И ќе биде сега прескромно и лажно ако кажам дека не сум свесен за тоа. Меѓутоа, никогаш не сум правел никаде скандал, никој не може да каже дека имам направено, дека имам било кого навредено, повредено свесно или дека сум постапила, ајде да кажам, лошо према било кого. Така Јас тоа не го ми е реков тоа, нешто за извини, кое вака што сега сум- звучав да. јас лошо многу. Не, Испадна ама дека јас реков дека сватиш он става прашањето, таков повод, а не е точно, него дали ми се јас спа. провоцирам со тоа што во континуитет нели озборуваат за мене, бидејќи стварно имам причина прилика тоест да слушнам се и се што секојдневно, а стално сум се прашувал добро бе зашто од сите баш мене, ама во еден одреден момент кога сватив дека јас тоа можам да го искористам апсолутно позитивно за Точно. своја лична цел, си реков супер, се додека луѓето имаат интерес за мене, вреди да творам, да работам и да креирам, така што до некаде веќе само ми импонира све тоа што следи уз тие коментари и некои лажни озборувања ми е нешто кое што ко да слушам за странец. Така да луѓето нека зборуваат како беше на куќињата, Лаат караванот си врви. Да, Јас тоа е ќе тоа. кажам дека за добар конј прашина се крива, затоа се зборуваат. Имате долгогодишно пријателство и заради тоа што се познавате многу добро. Предпоставувам дека се познавате. Мине, она ме многу знае добро. најдобро. Исто име, ја мислам дека тој Ви сега да го спремни? прашате цело интервју, Даниел ќе ги даде точно ти Да. одговори што јас ќе ги дадам и обратно, Да. зашто ме прашате за Апсолутно него, може тоа да ги што спремив спомниме сега? што да, што ќе одговори Илена знам. Даниел, да. Спремив еден мини квиз каде што поставувам прашања кои што би биле за тебе, на Елена ќе ги поставувам, и прашања кои што се за Елена ќе ти ги поставувам Обратно. на тебе. Значи обратно ќе ми го одговарате. Сега тука поради тоа што ви спремив по 10 прашања, тоа се 20 прашања, не ми требаат долги одговори, ми требаат кратки и брзи. Добро. Ах, Не е ништо страшно, Кратки, не е брзи ништо кратки и нас брзи. двајца. И ние кратки, кај не види дека може. Јас сам ќе Види, правам. Ќе ние- пробаме, Ние ќе сме вака пробаме. кратки по висина, може би, не сме многу високи, ама кратки во зборување тешко. Ќе пробаме сега, ќе видиме како ќе ни оде, ако ни се многу долги одговорите, ќе ги намалиме на 5. Ама ќе гледам да се Ајде. да ве Јас убрзувам ќе малку. гледам да сум Ајде. брз. Ќе почнеме со Елена за прашања за Даниел. Што може да го застрами најмногу? Брзо. Сега прашањава требаше нешто со да, не А, да нема може би такви. Нема такви. Што може да го застрами? Леле, ништо. Да. Да? Ништо да. Добро. Што знам, нема просто Одличен се одговор, замислив да. дека не постои Јас ништо. малце тој усет ми е Изгубен? Да. Така што Па добро. Дали Тоа користи може да има. апликација за разубавување на слики? Значи вака. Ова не може да е кратко.
Прво јас морам да одговорам дека Даниел е најбавиот човек што сум го сретнала во мојот живот. Природно најбавиот. Меѓутоа, дека тој ми ги кажува кои се најдобрите апликации за јас да се подсредам и некогаш тој да ме подсреди. Да. Тоа дефинитивно е Дани. Што го привлекува најмногу кај жена, што го привлекува најмногу кај маж? Мислам дека прво и основно целината, потоа цртите. Ако има убави црти, мислам дека се друго ќе занемари. Кој дел од телото си го сака најмногу? Точно знае кај ме погледнете да кажеш. Нема тоа да кажам. Тоа требаше да одговорам по песната Градите. Ја мислам дека кога ќе се види огледало цел се сака така целосно. Знаеш, сега добро, не, Градите сака така да ги истакне, тоа е да сега го гледате, тоа дефинитивно има убави развиени гради, нормално дека ќе сака тоа. Па да, секако, меѓутоа, мислам дека иста работа не си сакаме, ама нема шанси да се решиме некогаш да ја коригираме, тоа е носот и двајцата, затоа што се смееме, како старееме дека малце ни се позголемува двајцата. Тоа е точно. Добро, тоа ние си го приметуваме. Тоа е точно, што најмалку си сакаме дефинитивно. Па добро, само ние си приметуваме и тоа ни е наше заедничко нешто, да. А инаку пак ќе кажам, јас кога го гледам не ми е совршен носот, исто он ме кара за носот, така и тоа е, значи нема. Што го радио такт? Леле. Мислам прво што ми дојде некултура, нешто многу онака неубаво понашање. Знаеш, тоа го вади. Добро. И надменост дефинитивно. Па сакам да кажам ароганција, жми се, ама не го кажав така. Шесто прашање ми е дали е нарцис, а веќе ми го одговори. Значи, сите мислат дека сме нарциси по тоа што ние знаеме многу често да се шегуваме како најболи сме и така натака, принцези, дека сум јас, тој принцот и слично, меѓутоа многу сме самокритични двајца. Па сме, топ сме. Премногу сме, ама пак мислам дека претеруваме. Ај, биди реалец. Не, супер изгледа. На крајот коментарот секогаш ние претеруваме. Кој подарок му е најомилен? Ха. Не го гледај, кај мене гледај. Не тоа, него. Само квалитетно време со квалитетни луѓе, дека тоа му е најголемиот подарок од Бога. Тоа е најголем подарок за сите. Тоа е најголем подарок за сите, не само за него. Што прави кога некој не му се допаѓа? Толку дипломатски ќе го изигнорира. Срцка и така ќе го некако, знаеш, така нема да го приметиш дека тој не му е омилен, ама знаеш како дипломатски ќе го избегне, ќе го. Кој е најболниот период во неговиот живот? Оф, да кажам. Да. Смеам. Да, загубата на мајка. Да, тоа е дефинитивно така и сега таа тема ќе прескокнеме. Точно, готово, не се задржувам, ова беше кратко. Што прави кога не сака ништо да прави? Сега смеам ли? Апсолутно ништо. И не правам апсолутно ништо, или игра некоја игра, се врзува мрежно. Не знам, смеам ли да бидам толку искрена? Или гледа некоја серија, ама ја гледа во една вечер целата, или ништо не прави, така си седи, ужива, веројатно во пижами цел ден како и јас. И тоа тука сме многу слични и не можеш да го натераш да излезе од дома. Тоа е едно од најинтересните работи. Не знам кој сакаш биде, нема да го натераш. Во тој момент кога тој сака да се изрелаксира, да не прави ништо, тогаш стварно не прави ништо. И сега ова кажав многу работи дека би можел да ги правам, но тоа е исто, да речам баш. Како ти се допаднаа прашањата за тебе? Одлично, Елена одговори апсолутно. Леле, може да нешто подутнав помалку, ама добро сега. Не воопшто не удна. Одиме Даниел одговара за Елена. Дали некогаш знае да ги преувеличува работите, да прави нешто, ништо? Па 99% Елена многу реална, така што мислам дека не би се случило тоа. Дали е љубоморна кога е залюбена? Малку. Ама кога во? Последно? Во последно време? Да. Па не при тоа не знам што ми е. Да. При тоа нема повод, нема причина, апсолутно никако. Знаеш што е многу интересно, што на некогаш мислам дека е повеќе тоа од да си направи некоја интересна ситуација. Да. Јас многу често и викам, апсолутно ова нема врска со добро бе маче, па пушти ме да си кажам дека не знаеш. Така да сваќаш дека уствари не е нешто што однатре доаѓа, па тоа го прави, не знам, некој цикус. Не е несигурност некоја моја. Сладка мала љубомора што валјда импонира. Па да, ама јас мислам дека ако ти значи човек,
дека ќе бидеш така една мала нијанса Мала љубоморен, не нијанса, Ама точно, сакам да да, кажам, да. не си ти од несигурност љубоморна, туку си повеќе, ајде да кажам, сладко шармантна љубов. Тоа малку е предострожност, како го викаат. Па види, ако Знаеш, го така, нема тоа, нема превентива, да емоција. си видиш, да си Така да, Да, провериш, да, нели? Да. Па ако го нема тоа, нема емоција. точно. така, знам. јас така, да, Да. тоа е главната Така што, причина. ајде да кажеме шармантно љубоморно. Нема да се надоврзам на љубомората. Јас ќе си ја затворам устата. Дали филозофира? Па што знам, у принцип, знаеш како не е површна и поради тоа има една мисла која што ајде да кажам течна мисла која што стално има поента, така да ако можеме да кажеме е паметен филозоф. На што троши најмногу пари? Кажавте дека трошите многу пари двајцата, но ете конкретна Елена. На храна, патување, гардероба. Храна, Прва. Елена е гурман, сака убава квалитетна храна. Така е. Добро. Дали тебе детално ти раскажува за сексуалниот живот? А сега детално да ми раскажува за сексуалниот живот, Не мора детално. Не, дефинитивно, тоа е, знаеш како јас стално викам. Нема тоа е- љутиш на Елена прашањето. Ние мислам. таман Како работа, сестра, него нема врска, нема него нема ми лошо изненади, прашање. опа. Да, нема лошо прашање. Елена ми е како сестра, тоа ми исто како со сестра ми да разговарам за сексуални детали, не. Меѓутоа знаеме да продискутираме општо ситуации што нели обврзува некоја сексуална тема, зашто да не мислам се разговара. за Отворено тоа. си Да, разговараме на разни разговараме теми, отворено. па и таа, така што не. Дали е плачка и дали се жали? Па, но, чувствителна е многу, тоа е факт, меѓутоа плачка не би рекол, туку би рекол дека апсолутно знае како да се носи со животни ситуации вакви или онакви. Добро. И за каков маж фантазира е последното прашање. Ова сигурно го знаеш. Знаеш како, јас ова приби кажал каков маш јас би посакал. О. А сега она нека препознае што сакам да кажам. Ајде. Па може и гледачите ако сака да се почнат да препознаат што ќе кажам. За некој кој што знае да ја цени баш таква каква што е, бидејќи е дефинитивно многу посветена како партнер. Јас како некој кој е стварно близок имам прилика тоа да го видам. Сака грижлив партнер, партнер кој ќе знае да ја насмее, да заедно растат, да градат и да творат едно, како да кажам, убаво капче, ајде да кажам, кое ќе го кажеме врска и ќе го исполнат со многу позитивни стрекни моменти и многу патувања. Тоа би било тоа. Подобро од мене одговори. Сега за сите тие убави стрикни моменти за да се најде тој маж по кој фантазира, јас мислам Да се дека најде, треба а зарем го наздравиме. бараме? А го Па не бараме знам. ли? Не знам, ајде не. ќе Па чекај, треба во он да ме вториот најде дел. мене, не јас него да го барам. Ева, значи имаме сепак Тоа си потрага. е старомодно, се уште Јас треба сум тој да ме фанова, најде. како- Живи, здрави, убави, нешто тука испупаѓа, Нешто, што е да. ова тука Тоа е нешто се моето лабило. тркала. Моето лабило од 100 евра се тркала. Подобро, Лабилото од 100 Да евра моля се тркала. да се врати. подобро лабелото да падне него јас да падам. Така е, Ужас. Јас точно. не ти врачам 100 евра, да не биде Благодарам. после кај влаинка. Молим те лабилото од 100 евра. Јас тука само накратко сакам да ги поздравам нашите спонзори Вардарска долина кои го имаат најпрекрасното вино Шато Ризов. Дали ви се допаѓа винцето првично? Многу да убаво, го ми прашам? изненади. Затоа што е многу убаво и затоа што сите гости наши го Сеќам имаат. подарок дека ќе. Да, а малку и го гледаш. Го Повели. гледав од преска. Повели, Не, многу тоа ги е сакам за емисиве тебе. само заради поклоните. Само заради поклоните. Ме се Па шалам. добро. Ти измотретирав се Иванче да Повели станеш вака. ти, јас вака. Не ди вака па не Како знаеш. Знаеш што е джентлмен. многу интересно за мене? Јас не сакам емисии. Да, знам. Не знам имаш зашто не кажано. сакам. Ете сега тоа е, секој има право да си каже што му Така да. е омилено и што не му е толку омилено сега. Од А, работниот не ми е процес, толку така, омилено така, емисии, така. не ми се. Ама да ме видиш како фино кога ќе почнат подароците. Оп, оп, оп. Па што Знаеш? ми кажеш што на почеток да ти дадам Онака и сега подаръче? бевме на една емисија со Даниел. Абе, ко се насмеав на крај на поклоните. Да ми кажеше дека толку сакаш на вистина подароци уште на почеток ќе ги поздравев Шато Ризов. Тука да ни тргне со убаво, да знам дека Морам да ме насмеам малку, ајде, така, ќе така сме што. таму. Јас мислам дека има до сега, значи првата половина од нашата емисија помина фантастично, подаривме по еден подарок, има уште многу, така да ќе се смееш и понатаму, но Ќе претходно свака ќе бидам, пред- ајде до крај да така е, видиме пред да што следи. почнеме, пред да ги почнеме нашите две рубрики, би сака, не би можела оваа емисија да биде она најврвна и најубава ако не го слушнеме овој наш прекрасен вокал.
Во Елена, погрешен еве на момент, тебе меѓутоа ќе- ќе се на тебе ќе потрудам многу оставам. емоција да ви дадам. Може. Ајде да го поздравиме и Маријан со гитарче. Повели Маријан. Доживотно ги памтам твоите раце, како нежно очи ми допират. Љубовта ја памти нашата среќа, давам се што имам да ти купам насмевка, да ти купам насмевка. Затоа што времето ни кажува што е најдоброто, а најдоброто е денеска со нас тука. Јас сакам на најголемиот хит 192 кој што ми останал на мене во сеќавање. Ние тука да се размрдаме, да покажеме што е најдобро, да се покажеме во најдобро светло и еден танц, режија, музика. Сврти 192, 192, 192, 192, 192, 192. Како имаш лице ти да застанеш вие со лицето, јас си отидов. Ајде вие заедно, ви давам простор. А по нашиот АПЦ танц следи една игра. Затоа што многу често знам иновативно да ги пренесам игрите, не знам колку добро ќе ви ја раскажам денеска. Тука имаме по 3 кутии пред секој учесник. Тие со врзани очи треба да допрат што има во кутијата и да се потрудат да напишат на ливчета. Оној кој што ќе погоди попрв е добитник на награди и победник. Јас тоа што ќе напишам сигурно нема да го успеам. Јас после секој ливче јас ќе разгледувам дали е точно. Ќе кажеш што е, ќе кажам дека тоа сум напишал. Ваш. Верува и ќе мислиш дека стварно. Тоа, ако тоа е смешното, ви ги доделувам на очарите. Не се страшни работи, баш се интересни. Морам тука заради тоа да напишам. Можеш и вака, ќе ти го дадам напред да пишуваш, ти само седи од страна да те гледаме, јас ќе се прилагодувам покрај тебе. Ајде, може и 20-та да почне. Тука ви се ајде, чекај. Сега ќе мора некако со рачето да ми даеш само. Ке ти дадам со Јас рачета. нема вака да играм, ми ја уништувате шминката, толку се трудевме. Нема да ја уништи, на очарите се паметни. Можам да отварам. Шминка, срамота. Ајде, Еленче и ти тука. Прво да го фатиме да видиме шо е, па тоа што мислиме дека е ќе напишеме. Да. Треба да отворам? Да, отвараме Даниел. Ајде. О, боже, што е. Не кажуваш што е, само напиши на хартијата, а јас сум тука за проверка. А смеам да си отворам ако мислам дека? Да. Еве Елена што извлече. Океј. Добра. Мириснам така? Може да мириснеш? Готова знам што е. Ајде, супер. Каде треба да Имаме, тука е ливчето. Еден... Чекај, ете така, знаеш дека... Ајде, Еленче, ти не го чекај, ти треба да го победиш. Ајде. Што е, бре? Добре? Викам што напишав. Јас гледам Кармин, ова првото си ја или Кармин? По Да. миризбата нема да препознаеш што е? Мириснав, да, дали Ај. е Сија или е Кармин. не знам. Ама и фирмата ти треба да ја познаеш вака. Дај, Знаеш како? малко. Кој не го прави? На Кармин ми мириса повеќе, а може да ја пипнам структурата за да знам Пипни ја, дали е пипни Сија ја. или Кармин. Ајде. Оп. А, Кармин. После ќе ја видиш и фирмата, сигурно ќе ти биде јасно. Ајде, одиме понатаму. Некаков не. Пробувај со друго, пиши, напиши нешто. Еве што пробувам? имаме. Да. Дај Што... болje. Ајде, фати го, отвори го, направи. Ајде. Ете така. Јасно. Напиши да видиме. Во блага предности. Да не... Ова знам што е. Ти пишувај си, ајде да гледаме. Дај ми го пекалцето. Супер. Кај пекалото. Еве го пенкалото. Ау! Супер. Пишувај, тоа е. Даниел, побрзај Даниел. Ајде. Ова знам. Ајде, пишувај. Да видиме кој е попрв.
кој прпов. Еј, Данија во последна секунда, цело време имаше предност Елена, но последното зборче... Не, отвори. Еве, ќе ги Ајкос на кирилица ни напише, очекував Ајкос да виде. Добро, тоа му беше миризбата, ама првото убаво ли мирисеше? Да. Еве го првото. Знаеш дека никогаш не сум ги пробал? Стварно? Никогаш. А јас баш мислев дека е добро тоа што го користам. Никогаш го неам пробано. Немаш што да ставиш, си го стави карминчето внатре. Па не за него. Знаеш, оно што е играта што е со парфемите, експерти за парфеми како им ги отварат. Ти си топ, ти си супер. И сега јас... Чекај, се све погоди деме? Све погоди и на брзинка. Јас све погоди. Сите, да, и Елена, морам да ја пофалам дека погоди се. Веќе го покажав. Еве, отвараш за вино, тоалетна, а првото беше никаков сат или цилиндар, ама... Она има гледано, вака ги напишала, она... Да, нема гледано. Гледаш како Ќе има кавга. Ама она има дупли очи. имам. Еве, морам бак. Имам каве. Затоа што стварно ова беше ракопис, крастопис, што би рекле на школа. Го спојував се. Да, многу убаво, види, многу стварно убаво. Да се знае кој завршил, да се знае кој завршил 2 факултета, а кој средно и 2. Има врска, далеку од тоа, тоа е реалност. Да, кажавме дека сме остварени веќе, дека се, не е битно школувањето. Апсолутно нема врска со личност и изградбата на личност. Така е. Еве, за да има врска малце, ти доделуваме вредносен ваучер од Азелеа. Таму има, тоа е онлайн продавница за облека, добро позната. Награда или главно? Чекај се, уште не разбирам. Има уште награди. Ова е припрема за главно. Играта што добива е подобро од тоа што Еве, повели. Од Мобитек, најдоблата му... Еј, ама те закјутив. Леле, колку си одговарате. Мобитек, стварно се најдобрата мобилара, ви подарија денеска подарочиња. Мене сигурно маска, на него телефон што победи, ја? Не, и за двајцата Да си видиме колку исти. биле широки Мобитек. Ајде, колку се широки Мобитек да видиме. Кога веќе правиме реклама да биде кој што треба. Ај, Дали имаме широчината. исто? Ако е исто, немам главна награда, да. Зашто ти излазам Уште главна. понатаму. Ние битолчанките лажеме. Нема врска кога Елена прашање. Да. Проблем, ние секако ги си поделиме. Сега ќе ве препуштам и во рацете на уште една колешка која што исто така ќе ве дарува, па да видиме дали лаже или не. Значи не даруваат, а? Ве даруваат богато. Да не омажите на И чејз имаме спремено. И чејзот ќе го спремиме. А вам, драги гледачи, ви дарувам насмевка и љубов и позитива од оваа страна. Се гледаме. Сакам да ги поздравам секако нашите пријатели Flex Broker кои порачуваат на сите вас да го осигурате домот за 0 денари. Тоа значи дека сите вие треба да ја отворите нивната веб страна www.flexbroker.mk да проверите што тие нудат. А сега продолжуваме веднаш со Јања и нејзината рубрика Во длабокото со Јања. Да видиме што тоа значи. Здраве и од мене. Сега наред е рубрика Во длабокото со Јања. Ова е рубрика каде што ќе извлечете по неколку картички, 3 односно. 3 картички Елена, ти и Даниел и ќе ми ги даете на мене. Јас ќе ви ги поставам прашањата, вие ќе ги одговорите. Ти кажа дека не помислив обожаваш... Тарот ќе ни гледаш, значи најискрено. Тарот, учите Сега да викам трик ќе ни прави со Тарот. Викам Јања на прав пат ми Ако сакате, пробајте си, имаме и маса, може да се отворат Да, картите да може видиме. Ајде. Зошто И да да не? видиме што ќе каже судбината. Ако доколку знае да ни протумачи Јања, Па можам да пробам. Ајде, нека Ајде да ни извлечи една гледаш. карта. Елена, да видиме што ќе предвиди Предвидиш. судбината. ајде, предвидени су. Како Ова е било каде сега- бирам. Гледање на тарот карта. Ајде и за Даниел една веќе Се не која смеам да го гледам тргнахте. ова, така? Па не знам как. Не, Чекај, не, да ќе тоа е почекам. сега, да. Не, нема што да Да ставиме не правилно бидам- да ја она се- треба да ни ја протумачи. Да. Ајде. Дај ја. Може да Бе, ја одговори. прочитам? Не. Сега ќе ја гледа прво иднината. Чекај да видиме што гледа кај Мене ме Елена. потепа. Ова беше наместено да ме само вадите на рил. Што би попрво? Вистинска љубов или милион евра искрен?
И едното и Вистинска љубов. другото. Ама чекај, Која има уште милиони евра. Тоа реков, едното и само другото. таа карта не беше за одговарање на прашањата, Нови ќе него земеме. беше за да видиме што кажува Така. Ама ова не е Ето така. тарот, ова беше А, порака. ама дај, она ќе си предвиде. Абе, Даниел, Чекај, сега играме импровизација тарот. малку. Значи ние само Сега си ќе ти играме гата, тарот. чекај. Ама полека. после имаш прилика 3 да си извлечеш Ето и така. да си ги одговориш. Добро, ја мислам дека веќе победив со ова. Значи, Победи мач. да. И Остануваме јас на би играла љубов која така. има милиони евра. И јас би играла Да, така. да си ја земам. Кој не би, маче? Никој кој само кој што не би сакал да каже. Ај чекај да видиме Јања, еве се според картата што му се падна на Даниел. Каква иднина предвидуваш? Богата иднина. Од милион евра. Со богати луѓе. Дефинитивно. Богато Да ручаш друштво. од богато друштво. Да. така. Неки документи, нешто, Неки неко папири ти неки стоје, папири, да. неко наслед. Треба да извлечеш 3 карти и да не ги читаш. Да ми ги дадеш на мене Една. и јас да ги прочитам. Како би го преживеам тоа? Ајде, а ти треба само да одговориш. Ама има интересни прашања. Многу, да. Иве, Може? мене прво па мушко. Ајде да видиме. Прво, која песна те опишува како личност? Без шминка? Да. Без шминка? Песната. Како ме Добро, да. загледате. Не, Да, јас не песната сватив. без шминка. Добро, следно, која е твоја омилена тема на разговор? Да, не. Елена, какви прашања си? Сега треба да Си направиме ги рил видела некој? 100%. Да, А има многу интересни, ама да. апсолутно мора. Има на разговор. Ми иде нешто да кажам. Кажи. Кога, кад, с ким? Кажи, кажи. Нема. Милена тема на разговор. Кажи. Таа Ајде кажи. ќе кажам нешто, ама сите ќе сватите друго. Љубов. Љубов или нешто друго. Последното прашање, која е најлудата работа што си ја направила во твојот живот? Од Барем каде ли да едно. почнам? Да. Нешто лудо. Сега си вика од каде ли да почнам? Не, апсолутно ништо не ми текува. Еј, сигурно имаш направено, сите имаме направено Лудост. милион работи. Да. Дај подсети. Ај, например, кажи, пошто не е конкретно прашањето, може затоа не и текнува, најголемата лудост што имаш направено во име на љубов, ајде. Да. Дали си следала дечко, дали си му чачкала у телефон? Или може би сите работи ти. Да. Мислам дека и ова прашање ти го одговори. Добра, не до толку. Не, сега. си, Јас сум јако еден толку чуден лик за тие работи, не чепкам туги ствари. Са не дај Боже да дојде моментот да треба да чепнам телефон или да нешто, че тука е веќе сомножот огромен. Имам максимално доверба, така што тоа не можам да го кажам како лудост. За љубов, па да бидеш онака, сите може да ти викаат дека приказната може да, знаеш, не е највистинска, најсоодветна, ама ти се лепо да знаеш дека е тоа и крај, не знам, тоа такво нешто да Па тоа е и најважно. да си најтврдоглав на свет на таква тема, например, тоа е некоја лудост, ама стварно не ми текува лудост. Под кои околности може да се оправда лагата? Само доколку не загрозува никого, а ги прави сите среќни и задоволни. Да. Тоа е добро. Што Откри- предвидуваш со ова? Овој одговор. Дека многу лаже. Леле. Откри ни една тајна која не си ја споделил досега за себе. Ова може. Кога имам me time, а тоа me time значи дека како станувам, денот го поминувам само дома, без мрдање надвор од дома, по ниедна цена. И буквално како што станувам, така и легнувам, па утре ден така у нов свет да влегувам. И за крај, ова ме интересира. Наброј 3 возбудливи предмети. Леле. Еј. Сега вака. Возбудливи. Какви возбудливи Возбудливи. предмети или Да, не? се зависи од кој аспект. Па Мене, не знам за например, ме тебе. возбудува Кој се? добро парче чевли, добро парче накид, може да ме возбуди. И секако добра човечка фигура може да ме возбуди. Добро, одлично беше, да. Многу Што тоа фини не е одговори. предмет, Конечно, ама барем ајде да едно. кажеме. Да, ова беше добро. Да, нешто што може да ме возбуди е тоа. Сега ми А не е дел предмет. на Елена. Може Е, човек па, да има така нешто бе, друго, човече, така да може малце да на се- Кумановски фати, не е цела емисија, чекам, чути. Куде си, бре, Кумановче? Марк Кажи се. Малка.
Повелете. Ова е Благодарам. Даджика Хоум Многу ти центар. благодариме. Значи прекрасно. Така. Благодарам. Ви Бидеш благодарам хубаво на вас за поклонче. одговорите. Значи стварно многу ви поклончина. Ти благодариме и Јања, ви благодарам и на вас и за одговорите и за тоа што сте многу позитивни. Имаме само уште неколку прашања пред да завршиме емисијата. Во некој интервју слушнав каде што кажуваш дека многу често ти грешели и дека секој човек во живот има погрешено, имаш простено за се тоа. Сакам да те прашам, каде имаш грешено ти и што е твојата најголема грешка во животот? Ако има таква. Не постои безгрешен човек. Точно, Веројатно и јас сум точно. грешила, само една работа е многу важна, а тоа е се надевам дека не било намерно. Заради тоа што јас како човек не сум таква да некому намерно наштета. Никогаш, дури и кога можеби имало ситуации да треба да се одмаздиш некому, нешто ти направил огромен проблем, ти се случил, навистина ти наштетил физички или можеби во било која друга смисла, јас никогаш, апсолутно никогаш не сум посегнала по тоа да вратам. Затоа што верувам во едно нешто што ги движи нештата и не движи сите нас, а тоа е Бог. Ако некој треба некому или нешто да врати, јас не сум таа. Што треба? Значи Бог, има ми таква песна. Немаш право ти да ми судиш. Никому нема право да суди или да пресудува или да се одмаздува. Едноставно Бог има право да казни или некога. Меѓутоа пак ја кажам, па Бог по друга страна не казни. Тој дава лекции. Така е. Ги допушта лекции. Многу работи треба да се сменат во оваа наша држава. Многу ретко зборувам на таа тема, многу ретко напаѓам, меѓутоа не постои заштита, апсолутно Не никаква. Да. Да се заштитат луѓето од било каков тип на напади, особено ние јавните личности. Значи не постои заштита, иако ќе се потрудат, можеби да речам во МВР или полиција се трудат, имаат заштитнички став, меѓутоа најчесто тоа е предупредување, да речеме човек што ти се заканува, пример претходно, да речеме дека тој треба да добие условна казна, при тоа тој е на слобода, а ти си во вечен затвор, например. Тоа сакам да кажам, дека нешто треба да се смени во системот и многу е по-благ системот за таков тип на нешта, а многу е по-ригорозен во однос на некои баналности, например. Многу неисправен систем имаме во оваа држава и јас не викам дека секаде е така и во секоја институција, меѓутоа многу како млада држава, а сме релативно млада држава, треба многу да работиме на овој тип на проблематика. Например, сега последно сум имал многу ситуации, посебно со таков тип. Последно добивав пораки, например, на телефон, кои што беа сериозни пораки од личност која знаеше. Заканувачки? Не се заканувачки, меѓутоа, знаеш како вознемирувачки од еден друг аспект. Не закани по живот или слично, меѓутоа од личност која никад не си ја ни видел, може сум ја видел, меѓутоа не знам дека ја имам видено. Добивав такви пораки при консултација, нели, како да го приемам случајот, бидејќи прво нели што правиш е блокираш. Секогаш наоѓаат канали да те повторно добијат кога ти имаат број. Знаеш како кога ќе ти стигне порака на телефон, стави чаша вино пред врата сум и го знае кодот долу од зградата каде што живеам, точниот стан во кој што живеам, а сум сам во моментот дома, не е тоа така фино да го слушнеш. Знаеш, и при тоа не може органите никако да изреагираат додека не си нападнат. Не, додека не умреш, после тоа некако почнуваат сите да се криват. Кој е вашето мислење за изневерувањето на партнер? Дали до сега сте били изневерени, дали сте изневериле? За изневерена дека сум била, не знам како помисли. Како звучеше, сум барала работа. Не, за изневерена дека сум била. Затоа некои релации сум ги прекинала. Веројатно. Ама интересно чувство е непотребата да извараш некако. Особено во овие години, некако. Јас не чувствувам потреба. Јас подобро да бидам сама ако не сум сигурна дека тој партнер е соодветен за мене, отколку да се правам из себе си пред туѓи очи, некако многу така Да се представуваш нешто што не си може. Како што не сум, меѓутоа и ете да си ја намалам својата вредност на крајот на криштата. Пак ја кажам, ако дошло до тоа да јас помислам на друг, погледнам во друг и да помислам на изневерување, значи дека таа личност веќе не е за мене. Не викам дека не сум погледнала во друг при крај на некоја приказна, да. Јас така и се разведов кога сватив дека едноставно веќе А имаше за тоа многу пишувано дека било обратна ситуација.
Што имаше дури судски процес. Нападот Ако е- јас добро се сеќавам, мислам да беше баш за тоа судски процес, имаше за развод судски процес, не знам на што мислиш. добро. Да, меѓутоа јас да ги заштитам сите, секогаш гледам да не зборувам барем на овие теми, не е од аспект дека јас не сакам да кажам, знае Даниел колку сум искрена. Јас можам коментно да ви кажам и зошто сум се развела и по кој повод, Па се и дали знае сум тоа, била има изварана, и дали нешто тие 7 години колку што сум била ајде во брак и во врска ме тиштало, ме уништило и слично, меѓутоа ако кажам така ќе испадна многу како да кажам, ќе зборувам за себе лошо, нема да зборувам за другиот, заради Така е. тоа што јас сум го избрала во тој период тој партнер, во тој период имало и убави нешта што сум била со него, јас не можам да ги одвојам негативните страни само на таа приказна и нема потреба да го зборувам тоа за некој сега јас да го нападнам за себе, да се издигнам. Тоа што некој го направи во тој период, мене ме нападна дека јас сум била таа која што За тоа го да, зборував. изневерувала. Нека им служи на чест, само ќе кажам, заради тоа што кога немаш што да кажеш, најчесто нападот е најдобра одбрана, нели? Таа приказна е расчистив што е расчистив, меѓутоа во јавност никогаш не кажав да кажам, не дека не кажав зошто сум се развела, тука едноставно имаше еден долг период кај што не кажував дека сум се развела воопшто, бидејќи татко ми беше болен, беше во болница и тој ме замоли да не кажувам. Заради тоа што ќе се јавуваат луѓе, нормално ќе прашуваат, природно е тоа. Прво нели, да. вистите си дека Да. ќе биде да. Да, и сега сакам да ви кажам дека имаше една ситуација, човек со кој што во тој период соработував, а и приватно исто одлично стоев со него и така натака, пак ќе кажам нема да издигнувам ниту да навредувам некого за да го кажам името, презимето и слично. Значи тој човек кој што во тој период најмногу ми наштети, всушност ја искористи приказната дека знаеше дека сум разведена, не знаеше јавноста дека сум разведена и поради долг за одреден настап кој не ми беше платен од конкретната соработка, извади афера дека Елана го варала мажот со швалерот, швалерот со некој трет дечко. Значи таква беше шпанска серија прича и тогаш кога ја извади таа приказна, тоа беше најгрозното нешто. Чекај, Затоа што ја искористи приказна. Да, два пати. Значи го варав Едно и мажот уште со едно. дечко, а дечкото со уште еден дечко, не, швалерот со дечко сега. Таква беше шпанска серија, беше Триологија, тоа, че по тоа не, што го таа има памтам. повеќе И луѓе тоа ствари. беше толку подло и ниско и ден денеска гледам, кога ќе го видам тој човек, конкретен лик во овој наш свет музички, кога ќе го видам, го гледам срамот во неговите очи и доволно ми. Секој оној што си изгрешил, простено му е, а тој како живее со тоа, тоа е веќе негова работа. Ајде да го прашаме сега Даниел, да префрлиме малку топката кај него. Јас го заборев прашањето. Дали изневеруваш? Кажи си, Не ајде, изневерувам, ајде. знаеш како, сега не изневерувам, ми се случило да изневерам. Тоа да не се како лажеме. помлад нормално. Да, секој види, кога се истражуваш себе, јас стално велам една многу важна работа, а тоа е дека во животот секој има право да сгреши и меѓутоа Да научи. доколку не научиш лекција од истата таа грешка, веќе е избор. Така да ја не сум одлучил да биде избор промискуитетно за мене, бидејќи не е дел од мојот карактер. Јас сум така една љубовна форма на човече, сакам моногамност, сакам вистинска емоција, иако сум имал прилика да видам каква е и таа страна да некако имав еден проблем, а тоа е не можев да прекинам некој однос, бидејќи не сакав да бидам задолжен за ничија болка. Така јас тоа психолошки некако го имав шифрирано или дешифрирано, дека не сакам ја да сум виновникот и стално пролонгирав со тоа, чекај време нека помине па ќе свати дека ова не функционира. И додека тоа време поминува, ја некако си ја бараш среќата, бидејќи тоа е Па и љубовта тоа е е дел од природно, нас. кога една приказна Природно е, да, завршува. што а нормално. љубов не се бара. Тоа некако ако ти се случи, ти се случува. И ми се има погодено период да ми се случи вистинска љубов во каде што период кога не ми била расчистена некоја врска, меѓутоа важно е да научиш во животот и да имаш едно такво искуство што точно не сакаш. Ја мислам дека оваа моногамност што денеска јас ја нудам како партнер и ќе продолжам нели во животот да ја нудам сигурно, е баш узрок на тоа што сум имал прилика да ја видам и таа страна и да сватам дека дефинитивно ние сме на овој свет како плод на љубов и со дека Така е. тоа е во нас, немаш ти потреба Ама од и тоа не прави да... срекни тоа. Тоа е многу Да. важно. Дали си добил понуда за брак и тоа да живееш во Лондон? Ау? Дали сум Прв добил пат понуда слушам. за брак, сум добил неколку понуди за брак, искрено ти одговарам сега. Меѓутоа не сум прифатил ниедна. Така што Да, затоа си ни тука Да, заедно. Мислам, затоа освен ако си женет Добро, нешто да. тајно. Не. да, можда Ама и па уште тоа. и Лондон. Можда и тоа е тема,
Меѓутоа за Лондон конкретно не. Лондон Прв е пат слушам еве апсолутно искрено. локација која што никогаш не ми била. Не Понудена знам како И можда. ти си бил, претпоставам како Да. и јас, не си. Сум бил у Лондон, Ама меѓутоа не- приватно. Значи, за крај чував дека имаш изјавено дека сакаш да се оствариш и во улогата на мајка и сега да те прашам само дали го Не сум има тој трудна. партнер? Не Баш сум ми е бремена. криво. Трудна. Како прави? Бремена. Бремена. Да прашаш баба ми ќе ти рече времена. 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 Не сум. Кога ќе Не дојде носам време, време. ќе бидеш Некој сака да се реализира веројатно на свој начин како родител. она што се замислува. Така Не е, реков така е, како така е, родител, така е, како јас она го што се кажав. замислува. Некој се замислува како родител, некој не се замислува како родител, не е тука ништо погрешно. Во ова ново време, да кажам, ова лудо време, едноставно луѓето се малку и посебични, што е позитивно од една страна, од друга страна, нели, поише кон себе се свртени, меѓутоа и од друга страна па и негативно, нели, сами се раѓаме и умираме, меѓутоа не мора да бидеме низ текот на целиот живот сами. Мислам, според мене, дека како родител јас сакам да се остварам, меѓутоа не мора секој да се оствари. Тоа сакам да кажам. Јас не судам ако некој не се остварил, не сака да се оствари или можеби не може да се оствари едноставно. И тоа е можда едно од најинтимните прашања што воопште се поставува Па и не би ретко требало кој да не се би поставува. Како? Има Па, мислам луѓе, дека- има луѓе Да, не би Даниел, требало кои да што се не би поставува, има сакаат. Ја луѓе е кои што би не би сакал. можеле да се реализираат, па нели од таа страна. Меѓутоа јас на пример искрено јас едва и го чекам тој период и таа фаза во мојот живот, заради тоа што сум многу грижлива како личност и сега со новото кутренце Лавче, односно Лав, сваќам колку сакам да се грижам за тоа како едно малецко суштество и се повеќе сваќам дека многу повеќе веројатно заедно со секутрето би се грижела и за бебчето, нели, кога се грижиш за двете Така е. работи одеднаш. И некако така би го Гледаш израснала дека те детето разнаш покрај за тоа. на крај. Да, меѓутоа сакам да кажам дека тоа не можеме ние да го одредиме кога, тоа Бог Јасно, одредува кога, јасно. а дека сакам и тоа. Како и едва чекам сега. Ќе оставам И на јас Бог. сакам. И јас За сакам и некоја едва и година и чекам, јас но сакам. ете, здравје Не, Боже сега ќе има биде тогаш начини, кога ќе биде. дефинитивно. Постојат начини сега, кој сака, кој не сака, исто така не треба да се суди. Така што супер. Луѓе, прв пат ве гледам, искрена да бидам, најискрена да бидам, сум припозитивно изненадена и од едниот и од другиот и многу ми е драго што сте ни и вечерашни наши гости и што имам чест да ве запознаам. Да ми бидете живи, здрави, да ми бидете вака насмеани, расположени, да се гледаме само во убави прилики, блескајте уште повеќе, ако е можно тоа. Фала ти, еве ќе оставам прво Елена да Кажи, да кажи. Почни. давајќи го почнав, ќе ја оставам Елена од како ја Заспан. Прити Нека сакам сега да ќе ви го заблагодарам на поканата, на прекрасното дружење. Исто да ви се заблагодарам и на вас и се надам дека ќе се видиме што поскоро. Така е. Исто така и Апсолутно. јас сакам да се заблагодарам на целосната екипа и зад камерите и пред камерите. Цело ова наше дружење беше стварно извонредно и баш беше доживување. Мислам, кога Так, ќе го кажам так. зборот, не е само обична Уживање. емисија, уживање беше. Ми значи тоа што Да, го кажав. заради тоа што многу позитивна и убава енергија опуштена и не може да искочи ништо лошо од убави луѓе, од убави во душата, убави во секоја Така е. смисла. Така што ти благодарам на поканата, се надам дека повторно би се дружеле и дека ги баре малку ги забавувавме нашите гледачи. и ваши, Исто и јас. вашите и Јас сум нашите. сигурна дека публиката пред малите екрани се забавуваше и те како многу, затоа сега ве оставам во една прекрасна музичка композиција од сите нас, така да завршиме ова наша денешна емисија. А можевме повеќе да имаме сега, но среќата кој сон ни бега. Како усок слози печат, нека течат. Лесно душа ти ме даде, за подобро ти не си знаел. И кога ја љубеше мене ме губеше ти, ме изгуби. Блескаше сега, само сега да видам што имам, ме збуни тука со срцата. Блескаш ти него, чекај да видам кај имам застанато. Не можеш жиците со раката да ги фатиш? Тан. Како крај на такт. Тоа е. Ете, Ајде. Не го нагласуваше за тоа.